Другарчиња, здраво! Ова е детско каче во кое ќе се дружиме со нашето ново другарче Светичката Оги. Со него ќе имаме неколку интересни авантури. Останете со нас за да дознаете какви. Оги на фудбалски надпревар. Како ли изгледа ова чудо? Ајде да видиме. Прекрасна вечер за фудбалско соочување овде во Дримлен. Трибините се полни со навивачи, а тие пак со нетрпение. Ќе победи ли нивниот тим? Актуелните шампиони предводени од капитенот Мајмунче излегуваат на теренот и се пречекани со громогласна поддршка од навивачите. Ќе одбранат и шампионската титула. Ќе дознаеме во предстојните 90 минути фудбалска возбуда. А од трибините надоаѓа навивачко цунами, бидејќи на теренот што току истрча тимот предизвикувач, на чело со капитенот Светичката Оги. Оги предводи млада спортска екипа, но полна со самодоверба. Впрочем, оние што ги следат спортските случувања знаат дека до овој надпревар дојде откако нилското конче Лила му рече на Мајмунчето дека може да го победи во фудбал во секое време, бидејќи таа е, цитирам, едноставно предобра. Предизвикот секако беше прифатен. И возбудата конечно може да започне. Каков дриблинг од Мајмунчето? За очекување беше дека шампионскиот тим уште на почетокот ќе го наметне својот ритам. Додавање до Нојот. Нојот назад до Мајмунчето. Мајмунчето во позиција за шут. Гол! Каков гол! Каква акција беше тоа? Тортичка не мокна пред шутот на Мајмунчето. Почетното одмерување на силите завршува со 1:0. Рано водство на тимот на Мајмунчето. Играчите и стручниот штаб на тимот на Оги сигурно не планираа ваков почеток. Но, што е тука? Продолжуваме со надпреварот. Лила одлучно граби напред. Ќе успее ли да ја пробие искусната одбрана? Лила, овде! Светичката Оги бара топка, но не ја добива. Лила атакува сама. Ќе вроди ли со плод оваа тактика? Лила шутира кон голот и високо препуста цугата. Ја гледаме реакцијата на капитенот Оги. Тој беше во добра позиција за загрозување на голота против лучкиот тим и во исчекување на топката. Но Лила реши да игра сама. Шансата за изравнување ќе се бара во некој следен напад. Топка до Нојот е брзиот играч во лигата, но брза и Лила. Да видиме дали ќе го стопира Нојот. Фаул од Лила. Дали судијата ќе го казни овој лизгачки старт? Да, тоа е жолт картон за Лила. Лила, внимавај, без груба игра. Уште една ваква грешка и ќе останеме без играч на теренот. Се занесов по топката, Оги. Капитенот во дискусија со неговиот соиграч веројатно му дава добронамерни совети. А ние да го видиме слободниот удар. Тортичка на готов. Удар со глава на жирафата. Гол!
Каков гол, драги гледачи! Додека одбраната се фокусираше на мајмунчето, нојот ја нафрли топката на жирафата. Која пат ја искористи својата височина. Не! И по втор пат вечерва се затресе мрежата на противничкиот тим. Судијата го означи крајот на првото полувреме. Тешки моменти за тимот на светичката Оги. Те успеат ли да ја пронајдат својата игра? Ние сме тим. Треба да играме заедно и несебично. Мораш да ја додаваш топката на твоите соиграчи, Лила. Само со тимска игра може да победиме. Така е, капитену Оги. Оги до Лила. Лила со одмерено темпо бара прилика за акција. Одличен дриблинг од Лила. Оги ја пронаоѓа Лила, која опасно се приближува до голот на противниците. Ќе ја пробие ли одбраната на мајмунчето? Фантастичен потек од Лила. Каков шут! И гол! Тоа е гол! Каква фудбалска мајсторија од Лила и Оги. Фантастична акција со топовска завршница. Да го видиме тоа уште еднаш. Прекрасен гол. Сега ништо не е готово. Тимската игра во екипата на Оги конечно функционира. Мајмунчето до жирафата. Жирафата кон Ној. Лила ја исече оваа топка и преоѓа во контранапад. Директен удар кон голот од Лила. Гол! Фудбалска драма на стадионот на Дримленд. Изравнување помеѓу тимот на сметичката Оги и тимот на мајмунчето. На само неколку минути до крајот на надпреварот. Најпрво Лила неочекувано ја пресече акцијата на противникот, пошто Оги со гениален потек ја упати топката кон 16-никот. Лила ја стигна топката со спринт и со моќен удар ја торпедираше право во противничкиот гол. Ги гледаме последните минути од надпреварот. Мајмунчето до Нојот. Нојот со долга топка, Оги ја пресекува оваа топка. Има ли шанса за ново затресување на противничката мрежа? Фаул! Фаул и пенал! Мајмунчето прави сериозен прекршок на самиот финиш од надпреварот. Судијата досуди удар од 11 метри. Какви фудбалски пребирања гледаме вечерва? Со неверојатна тимска игра, тимот на свекичката Оги направи вистински пресврт во второто полувреме. А еве сега доби и голема шанса за победа. Да видиме кој ќе се обиде да ја реализира. Какво изненадување! Пеналти шутира Тортичка. И гледаме дуел на двајца чувари на голот. Тортичка се подготвува. И тоа е гол! Каква завршница! Тортичка успева да се запише на листата на стрелци. Тимот на секичката Оги е новиот фудбалски шампион на Дримленд. Честитки доаѓаат и од противниците. Навистина, Оги, Лила и Тортичка ја заслужија победата со фантастична тимска игра. Ти се допадна ли моето видео? Притисни овде за да гледаш уште едно. А за да ги следиш сите мои авантури, притисни тука. Оги во нова авантура, овој пат во продавница. Што ли интересно се случило таму? Оги, здодевно ми е.
Ајде да си играме нешто. Што велите? Да си играме? Продавница! Еј, супер! Може ли јас да бидам продавачка? Секако, Тортичка. Ти продавај, а јас и Лила ќе дојдеме во продавницата да пазаруваме. Леле, Тортичка, што се ли ке има во твојата продавница? Не знам, на тоа не помислив. А немам ни касичка. Нема проблем, Тортичка. Ние ќе направиме и касичка, и производи, и продавница од соништата. А како ќе го направиме тоа, Оги? Тортичка, ти си во присуство на роденденската свекичка Оги. Само замисли си желба. И ќе се исполни? Во Дримленд, желбите на децата што сонуваат се исполнуваат. Ајде, замисли ја на љубавата продавница. Ајде! Леле! Прекрасно! Тортичка, да направиме список за пазарување и се гледаме внатре во твојата продавница. Важи! Дали е тоа се? Во ред, повелете вашата сметка. Ви благодариме што пазарувате кај нас. Пријатно. Кој е следен во редот? Повелете. Добар ден, како сте денеска? Еј, па што стоиш, другарче? Ајде поаѓај, треба да пазарувам. Лила, па што направи ти? Леле, ги истурка сите муштери во продавницата. Ах, па погледни, Оги, само стојат без врска и ми пречат. Не, Лила, тие не стојат без врска, туку го чекаат нивниот ред да бидат услужени. Не се туркаат еден преку друг, не се расправаат, туку љубезно се поздравуваат и се насмевнуваат. Еј, Оги, и јас сакам да бидам љубезна. Ништо не те спречува, Лила. Еве, едно другарче доаѓа кон нас. Што велиш да го поздравиме? Може! Деца, ајде заедно да кажеме здраво. Здраво! Здраво, здраво! Ете, гледаш дека така е поубаво? Леле, Оги, па јас од денеска ќе бидам најљубезното нилско конче во сиот Дримленд. Баш ме радува тоа, Лила. Оги, Молам, а што ќе си купиш? да ти кажам право, внимавав на мојот список да ставам што повеќе здрави и вкусни јадења. О, супер! Ќе ми кажеш кои се? Секако, еве, ние сме наред. Повели пред мене. Ха, благодарам, Лила. Добар ден! Добро дојдовте во мојата продавница. Како може да ве услужам? Добар ден. Потребни ми се неколку намирници. Дозволете ми само да го погледнам списокот. Секако. Ве молам 1 килограм домати. Веднаш. Оги, ти нели сакаше јаболки банани? Многу. Тоа се моите омилени овошја. Но, денес купуваме зеленчук. Аха, зеленчук. Повелете вашите домати. Ми треба и една зелка. Во ред. Никогаш не сум пробала зелка. Многу е добра, бидејќи е полна со витамини. Еве ја зелката. Ве молам и за неколку главици цвекло. Цвеклото беше оној црвен зеленчук, така? Да, цвеклото ни дава многу здравје и е многу вкусно.
Ням-ням. Повелете цвекло. А морковчиња, Оги? Се разбира, ќе земеме и морковчиња. Половина килограм морков ве молам. Веднаш. Ќе ми бидат потребни и некои други намирници. Ве молам, една паста за заби. Секако. Оги, ти колку пати на ден си ги миеш запчињата? 2 пати. Еднаш наутро, кога ќе се разбудам, и еднаш навечер, пред да си легнам. Исто колку мене. Затоа имаме толку убави насмевки. Навистина. Еве ја и пастата за заби. Што друго ви е потребно? Дали имате боички за боење? Секако дека имаме. И зелена? И зелена секако. А сина? И сина? А кафена имате? Имаме кафена? А дали имате жолта боичка, ве молам? Се разбира. А виолетова? Виолетова боичка. Имаме комплет со сите боички. Тогаш, еден комплет боички. Веднаш. Јас да проверам. Повелете вашите боички. Дали би сакале уште нешто? Тоа е се. Благодарам. Колку ви должам? Само момент. Повелете сметката. Повелете вашите пари. Благодарам. Кој наред ве молам? Јас. Повелете. Дали имате балони? Имаме. И зелени? Да, и зелени. А сини балони имате? Имаме и сини. Дали би сакале да купите? Не, само прашувам. Во ред. А имате ли шишарки? Шишарки? Аха. Немаме шишарки. Ех, штета. Лила, шишарки има во шумата, а не во продавница. Навистина. Во ред. Тогаш ве молам, колку пари ви се 10 лижавчиња? 50 денари. А 100 лижавчиња? 500 денари. 10 лижавчиња, 50 денари. А 100 се 500. Значи, едно лижавче е... Денари. Ве молам, дали имате авион? Авион? Би сакала еден авион и нека биде полн со лижавчиња. Еден авион полн со лижавчиња. 100 милиарди денари, ве молам. Ке ме почекате да појдам до дома и да пребројам дали имам толку пари во касичката. Лила, па што ке ти се толку многу лижавчиња? Што не разгледаш малку низ продавницата, наместо да го задржуваш редот? Може би ќе добиеш идеја за нешто што на вистина ти треба. Добро се сети, Оги. Се извинувам, јас малку ќе разгледам низ продавницата. Во ред, повелете. Ла. Што е ова? А ова? Не ми треба, не. Што ми е потребно? Ням. Мандарини! Оги! Оваа мандарина, ве молам. Тоа ќе биде се? Да, внимавам на исхраната. Другарче, притисни тука за да гледаш уште едно видео. А ако сакаш да ги следиш сите наши авантури, притисни тука. И не заборавај, пи ги најквалитетните вива сокчиња со витамини и минерали, кои не прават силни и здрави.
Јас и Оги ве поздравуваме и ви посакуваме убав викенд. Се гледаме за една седмица. Довидување.